Дали е можно Цариградската патриаршија да постави свој екзарх во Македонија, се шпекулира на игуменот Партен? Ово се прашање на... Па ние зборнавме малку, пак ќе зборнуваме со екзарсхите. Вака, мора да бидеме искрени во дискусиите и во мислењата и во разговорите. Не може повеќе да има табу теми црковни, а досега имаше табу теми црковни во смисла. Ако јас нешто кажам како владика за некој владика или за некоја црква помесна, кое нешто не и се допаѓа на таа црква и на сите други цркви помесни кои се истомисленици за други работи со нив, одма етикетите стигнуваат на соодветната личност и тоа не е добро. И затоа треба ни отворено да дискутираме за проблемите и да не се плашиме од тоа дека ќе ни забележи дали Цариградскиот патриарх, дали Антиохискиот, Александрискиот, Ерусалимскиот и другите патриарси, српскиот, бугарскиот, романскиот и така натаму архиепископите, туку треба да бидеме во постојани комуникации, во сослужување, во отворени дискусии да ги решаваме проблемите. Сами на тоа време кога ќе мора некого да се плаши. Сега никој веќе од никого не се плаши. И нема потреба да се плашиме. Ако ја крене раката, ако има престапи, престапите треба да се докажат. И според престапите треба да се суди и да се пресудува. Ама однапред да се создаваат вакви и такви мислења и да се прejudicираат работите не е добро. Оврска со тоа прашање за екзарсите. Еве имаме еден сериозен проблем. Ако одиме по таа логика, во Грција, ние што го нарекуваме егејскиот дел на Македонија, сега веќе грците го нарекуваат Северна Грција, биејќи порано се викаше тоа Македонија и Тракија, има министер за внатрешни работи покрај министерот за Грција, министер за Македонија и за Тракија. Таму епископите што се поставени носат титули екзарси. И тие титули на екзарсите се екзарси на Македонија. Погледнете се, имате двајца екзарси за Централна Македонија. Имате екзарс за Источна Македонија, Североисточна, Северозападна, Југозападна, Југоисточна и така натаму. Дори имате двајца екзарси за Горна Македонија. А Горна Македонија, знаеме во минатото, кога била поделена Македонија на Горна и Долна, тогаш најголемиот дел од Горна Македонија, односно скоро, тоа е наша држава. И сега ако од таа гледна точка сакаме да изведуваме заклучоци, и заклучокот е тој дека самото име на тие двајца екзарси за Горна Македонија, не е ли тоа претензија на оваа територија, кога грците велат дека една е Македонија, а сега само ова е Македонија, бидејќи она е Северна Грција. Во Бугарија нема Пиринска Македонија, тоа е Бугарија. Само ова е наша Македонија и таа била една и таа била грчка. Ако е тоа грчка или бугарите кои што бугарска, тогаш претензиите не знам од каде се. И мислам дека тука треба сериозно да размислиме дека ова прашање со екзарсите не може така да оди, бидејќи на тој начин се пројавува претензии кон таа црква, кон таа територија.